почнала прво однапред од тоа зошто дојде до ова да има реконструкција на оваа влада. Прво најнапред сакам да посочам дека грешката и на власта и воопшто на политичките партии е дека премногу се креираат преголеми очекувања. СДСМ дојде на власт со преголеми очекувања за граѓаните, што беше реално и да ја добие довербата од граѓаните. И нормално е да очекуваат да реализирате повеќе од тоа што треба. Уште на сам почеток ќе кажам, кога зборуваме за влез во Европската Унија и во НАТО, ја давам поддршката и морам да кажам дека сме на иста линија. И ако вие верувате дека ќе има датум за преговори, а влогот е голем што го дадовме како држава, и јас сакам да верувам дека ќе добиеме датум за преговори и тука да сме на чисто. И јас исто ќе се радувам како вие ако добиеме датум за преговори на нашата држава. Но, во однос на реконструкцијата на владата. Која е грешката, според мене, кај вас како мандатор? Прво, креиравте очекување дека ќе направите невидена чистка. Бидејќи, ако најавите метла, се знае што е метла. Метла е за чистење. И ако дигнете премногу прашина, а од метлата остане само еден прашко кој што ќе исчисти прашината, кој што нема ни да исчисти прашината која што сте ја дигнале од ова, нормално е да креирате разочарување и кај вашето членство и кај граѓаните. Лошо е во ова општество што граѓаните, бидејќи се незадоволни од животот кој што го живеат нормално заради тоа што е лоша финансиската состојба, да очекуваат да летнат повеќе глави, што нормално. Во високо економски развиени земји, граѓаните, некои граѓани не ни знаат кој е премиер и председател на држава. Овдека сите веќе се занимаваат со политика заради тоа што лошо живеат. И бидејќи вие викате дека е добра економијата, јас ќе да замолам, кога ќе заврши седмицава, а вие нормално ќе си ги предложите министрите и си стоите позади тоа, и јас мислам дека имате право, бидејќи вие си ја давате довербата на вашите министри и ваша е одговорноста, да прошетате по трговските центри, по пазарчињата, по продавниците, бидејќи ја верувам дека сте сега многу зафатен и дека немате време да имате неформални разговори со граѓаните. Зборувам со граѓаните, не без никој да се навреди, со клиентелистите кои што ќе дојдат кај вас и ќе ви кажат дека се е добро. Јас верувам дека дури и да ги прашате вашите роднини кои што се занимаваат со бизнис, ќе ви кажат дека ситуацијата не е баш розова. И ако реално ја согледате ситуацијата, ќе видите дека состојбата не е добра. Јас пред да ви собратам вас, пред да видам што сакам да зборувам, бидејќи сакам да кажам тоа што викаат граѓаните, решив да ја прочитам вашата програма. И најнапред обрна внимание на она што вие се обраќате од почеток во програмата и викате: прочитај, во твоите раце е твојата сегашност и твојата иднина. Епа, почитувам премиере, во вашите раце е сега и нашата држава. И ние не можеме вас да ве критикуваме и да ви кажеме и да ви речеме дека се е добро. Нормално, работата на опозицијата е да ви кажеме што не чини, а вие доблесно да ги согледате работите и да ги подобрите. Сакам да верувам дека ќе направите добра реконструкција, не заради тоа што нити па навлегувам во кадровските решенија на вашата влада, но со самото посочување на Министерството за финансии, кој што сакавте и вие да го раководите, сами го посочивте проблемот, кој е проблемот во вашата влада. Во вашата влада проблемот се финансиите. И може би храброст е и голема одговорност да го превземете министерството, но пак голема слабост да не ве советуваат вашите советници или во најмала рака министерката за правда, дека, која што е патен и професорка по уставно право, дека не можете во исто време да бидете и премиер и министер за финансии. Јас ако сум мандатор, тоест премиер, па во најмала рака ќе ја сменам министерката за правда ако не ве предочила, бидејќи тоа е најголемата слабост. Зошто сега да се доведуваме во ситуација да разговараме дали има
дали би биле вие министер или не, ако се знаело законски дека не можете да бидете. Инаку, за да бидете министер за финансии, навистина голем залог, голема одговорност, но и главно посочување каде е проблемот на функционирањето во вашата влада. Тоа е економијата. И јас верувам дека Тевдовски министерството го водел професорски. Бидејќи можеби вие како човек кој што доаѓа од бизнис секторот, сами знаете дека не функционира. Викате, слабо се полнела касата. И од што да се полни касата ако фирмите не работат? Како тие да плаќаат данок ако не работат? Со што да се полни касата? Нормално. И постојано ве слушам странски директни инвестиции. Вие напротив. Вие викавте, ќе се фокусираме на домашните предпријатија. Друга забелешка. Вие викавте, ќе се залагате за родов еднаков концепт 50-50. Во најмала рака очекував сега уште 5 министерки, како што го направивте тоа во вашиот извршен комитет. Денес ке бевме срекни, ако денес кажевте, еве јас се охрабрив и гледам жениве подобро ги водат министерствата, еве давам предност на жените. И тоа е во согласно со вашата програма. Еве по вашето обраќање во програмата. Викате, ви се обраќам на вас кои сте невработени. Па премиере, уште има невработени, а еве вие викате ќе ги решите сите. На вас со катанци на фирмите. Да, ама ќе ви кажам како се тие. Тие се оние кои што им нудите работно место преку агенцијата за вработување, кои што имаат можност да се вработат до 100 километри од нивното место за живење и ако 2 пати одбијат, ги бришат од регистарот за невработени. Јас не викам дека ни во наше време не се оцелувале, ни дека сега не се оцелуваат. Можеби и дај Боже, кога ќе влеземе во Европска унија, сигурно младите повеќе ќе се оцелуваат од нашата држава. Но ние треба да обезбедиме добри работни места за да ги задржиме. Тоа е проблем не само на власта, и на опозицијата. Каква клима ние ќе создадеме за работа? Викате на вас со катанците на фирмите. Јас ќе ве замолам во Централниот регистар да проверите колку фирми во изминатиот период се затворени. Колку катанци стаиле на фирмите. Викате, ќе го плаќаме преку времениот труд. Еве сакам од тука да ви се обратам. Дали да прашате во службите на вработените во собранијата им се плаќа преку време на работа. Еве од овде почнете. Не мора надвор да излезете од собранието. Излезете од овде, тргнете по вработените, по шоферите што возат и прашајте. Не е точно. Прашајте ги дали имаат преку времена платена работни часови. Ако има, јас ќе излезам и ќе ви се извинам. Значи за шоферите што работат, кои што не возат после работното време. Знаете која е реалноста? Доаѓаат во 8, ако возат некои од претениците си одат во 2 пополудне. Ако јас ве лажам и веќе ве однесам, со мене може да дојдете слободно да проверите дали јас ја говорам вистината или луѓето. Знаете кој е најголемиот проблем на луѓето кога ќе почнат да ја водат државата? Се затвараат во еден определен круг и до нив не доаѓаат вистинските информации. Сите ви викаат дека е одлично, послушајте ги тие што ви викаат дека не е добро. Како викаат кога царот ќе се облече во обични алишта и ќе се симне меѓу народот. Тогаш ќе ги видите клучните проблеми. Викате, ви се обраќам на вас младите кои живеете во руираните студентски домови. Дали, еве, барем да почневте еден студентски дом да го реновирате, не да направите нови, ветувавте студентски градови. На вас кои работите за минималните плати по конвенциите, точно ја зголемивте минималната плата. Еве, некако премиер, еден ден отидете да разговарате со вработените во конфекциите да ви кажат дека зимаат минимална плата, а дел враќаат во плик на рака. Значи, ако не е така, еве јас најодговорно, јас со политика веќе нема да се занимавам. Јас ви кажувам реалноста која е. Да, платата е. Дали враќаат пари на рака? Ама ретко, па тоа е криминал. Да, не, вака кажуваат жените. Инспекторите доаѓаат со полни торби со алишта и ние немаме права. Не дека не било во време на ВМРО, јас нема да ве лажам дека не било така. Било, сега исто. Затоа да не се лажеме. Или ќе работиме сите во интерес на граѓаните, или може да си одиме сите дома и да кажеме дека од нашава држава ништо нема да биде ако вака продолжи.